Добро вечер, влюбеници во филмската уметност и во философијата. Доаѓајќи попат погледнав во небото и гледам месечината се појавила и одеднаш се сетив на Кант. Што било она што Кант патем најде место и во нашиот во овогодинешното издание на филмскиот фестивал. Кант велел дека ништо повеќе не го восхитува од звезденото небо над мене и моралниот закон во мене. Тоа ми дојде како мото да го започнам моето кратко излагање за денешниот филм. Атмосферата ни е кантијанска, звездите се над нас, моралниот закон е во нас, екранот е зад нас или пред нас. Да најдене сила во нашиот морал, да го разбере со нашиот морал, расудувачка моќ, како би рекол Кант, да го разбереме филмот што третира една многу актуелна тема и ранлива тема. Мене ми се случува деновиве во последниот период како се подготвувам со голем ентузијазм и радост да го представам филмот. Постојано ќе отворам портал, ќе отворам весник, уште тие што ги има и постојано мене ме бомбардираат наслови од типот. Јас сум успешна бизнисменка, но сум против родовата идеологија. Читам, вчера тоа го чув, Орбан после изборите за парламентарните избори во Европа вели стоп за имигрантите, стоп за помош на Украина и стоп за родовата идеологија. Нема ден да не чујам како се организираат луѓе, колку маргинализираните лица, трансродовите лица, ЛГБТ популацијата се борат да ги остварат своите права како човечки суштества, да живеат достоинство, толку во светот се раѓа една антиродова идеологија и тоа ми дојде мисла на уште еден германски филозоф. На Маркс и Енгелс. Во 1848 година го напиша комунистичкиот манифест во кој што вели: Баук кружи низ Европа, баукот на комунизмот, и се собрале сите сили, од римскиот папа до рускиот цар и сите конзервативни да го победат комунизмот. Во април или почетокот на мај јас чув дека тоа е многу асоцијативно, до таму ли стигнавме? Тоа ли се главните проблеми во светот, каде што се справуваме со тешки климатски промени и последици по луѓето, поплави, пожари, војни, гладни деца умираат, а сега најопасната работа е родовата идеологија и тоа ќе го уништи, ќе го сотри човечкиот род и така натаму. Веќе ја најавив темата што ја третира овој филм. Филмот ме плени, не само по проблематиката што ја третира, туку и по сите естетски перформанси. И си велам, убаво е да промовираш, да представиш победник, тешко се наоѓаат мани од естетски аспект. Она што ги врзува, но мојата задача е да го најдам пресекот на множествата, како што учат малите деца од 1 до 4, пресекот на множеството на филозофијата на умните луѓе кои што филозофирале и барале одговор на прашањата суштествени за нашето обстојување, како да го живееме животот, како да го уредиме општеството и проблемите на овие маргинализирани заедници. Основата на филмот нема да ви ја раскажувам, веројатно ја прочитавте во каталогот, но на еден фантастичен начин, чудесен би рекла, Хавиер Долан, на толку млада возраст, на 22 години, направил еден филм кој што реков дека е фасцинантен, да не се повторувам, и кој отвора една толку многу болна тема за трансродовите лица. Филмот е и сепак Лоренс. Ја проследува колку е страшно искуството на еден представник од трансродовата заедница. И ни се што се мора да помине
за да го оствари своето право, да го промени идентитетот, бидејќи едноставно не се чувствува удобно, не се чувствува пријатно во собственото тело. Сега, тука е прашањето главно за идентитетите, филозофскиот пресек, сега го кажувам, што ги поврзува филозофијата и овој филм на Хавиер Долан. Тоа се филозофските проблеми, прашањето на човечката природа, дефинирањето на човекот, кој е поимот на човекот, како филозофите го дефинирале. Прашањето за слободата. Филозофите, Расел вели што прават, почнува во книгата на мудроста на Западот, духовито, што работат филозофите кога работат? Мислат, промислуваат, мислат што е суштината на човекот, како да се дефинира, што е човечката природа. Тоа се особено важни и за филозофската, генерално за филозофијата, но пред се за филозофската антропологија и за политичката филозофија. Затоа што за да одговориме на прашањето кој е човекот, што е неговата човечка природа, тоа одговорот на овие прашања нам ни отвора на општествената заедница, на луѓето им отвора шанса за како да го уредат животот, како да ги формулираат основните етички принципи, морални норми на однесување, институциите и како да функционира по широката заедница. Сега, кога станува збор, јас веќе го спомнав овај баук на родовата идеологија што кружи не само над Европа, кружи на целиот свет и што се исплаши, главно потекнува од христијанските заедни, од верски заедници. Трансродови лица и припадници на ЛГБТ заедницата имало во текот на целата историја. Прашање е како тоа се валоризирало и примало во различни култури и норми. Ние знаеме дека во античка Грција хомосексуализмот не е грев, не е ставен на столбот на срамот. Што се однесува до трансродовите лица, тие исто така имаат долга историја на постоење. Во разни историски наративи и религиски свети писма се споменуваат и тие, но зависи повторно од културниот контекст во заедницата каде што постојат, дали се осудуваат или пак ги прифаќа заедницата. Например, во Индија тоа се прифаќа. Овие родови движења кои што се организирани, инспирирани од црковните институции на Запад, тоа се главно од христијанските деноминации, од сите, и се формираат широки коалиции се нарекуваат за заштита на децата и така натаму. Не го признаваат воопшто родот. Неодамна тоа, ако веќе спомнав, коригирајте ми, да не ви го одземам времето, Ватикан донесе декларација дека тоа е нешто сега беше скоро во Институтот за прашање на верата, дека тоа е страшно што се случува, што се дозволува на луѓето да можат да го менуваат полот. Зашто? Затоа што тука, кај црквата е во прашање нормативниот поим е содржан во Бога. Како може тоа да се Бог ги создал луѓето? Тоа е алфа и омега на доктрината. Бог ги создаде луѓето, машко и женско ги создаде. Сега тоа значи непочитување на Бога. Иако во Библијата, колку што јас успеав да најдам, можеби нешто сум превидела, еднаш се споменува дека на Бога не му е угодно маж да се облекува како жена, а жена да се облекува како маж. И велат дека идентитетот не смее да се менува и затоа толку ги напаѓаат, додека тие се борат да добијат права, затоа што иако модерната медицина успеа да лансира или некој подобар збор
да изнајде, да усоврши техники, да пронајде техники за да може да се и биолошки да се промени трансродовото лице. Тоа се прилично болни третмани. Те им се забранува дека не треба да ги прават тие третмани и пак за да ги заштитиме децата. Тука го нема, јас не знам, кога станува збор за еврејско-христијанската традиција, христијанството учи, Исус уче улюби го ближниот свој, прегрни го и болниот, и сакатиот, и лепрозниот, и помогни му. Каде е тука во овие силни напади и ширење, сеење паника меѓу луѓето? Каде е тука христијанската милосрдност, грижата за другиот? Ете, тоа се дилемите, тоа се филмот како јас го гледав за кој што вреди да се разговара. А инако, мислам, веројатно на сите ви е познато тоа дека што е основната теза за родовата идеологија како е крстија, тоа е што ние се раѓаме како машко и женско во биолошка смисла, но родот, тоа е англискиот збор джендер, кој кај нас малку се комплицира работата, го преведуваме како род, значи дека не ни е вроден и дека родот ние го добиваме. Дали јас ќе се идентификувам како жена или маж, зависи од процесите на социализација. Како сум јас воспитувана дека, например, треба да седам дома, да раѓам деца, да готвам и така натаму, мажот да биде господар во куќата и така натаму, да везам, да плетам. Ако нешто треба да учам, сега не правам спецификација ни различните периоди во историјата, девојките ќе свират на пијано, ќе учат француски или латински, но другите науки се резервирани, и тоа особено во пленството, овие другите не можеле од посиромашните слоеви да бидат. Одбиваат да прифатат. Значи, она идентитет што го носиме со нашето раѓање, тоа треба да трае доживотно и немој да ви паднало на памет да мислите нешто да менувате во тоа, затоа е светогрдие и така натаму. Не можам да не ја спомнам овде Џудит Батлер. Тоа е една од најзаслужните авторки, филозофки, која ја направи, ја елаборираше многу оваа дистинкција меѓу биолошкиот пол и родот, и нејзината главна теза е дека родот е перформативен, флуиден е и може да се менува ова како ќе се чувствуваме ние во нашето действување во текот на нашите животи. Сега родовите ова имаме и ние заедница на трансродови лица, на ЛГБТ заедница, и тие упорно се борат за своите права. Тоа е една мала заедница која што единствено сака да, доколку го променат полот, затоа што нужно не мора да го променат и биолошки полот, можат едноставно така да се облекуваат. Ако сакам да бидам маж, да се облекувам како маж, ако сакам да бидам жена, како жена и така, но да добијат законска основа. Прво, дека може да се направи операцијата, второ, дека да се промени законот за промена на имиња во личната документација. Тоа се уште не е направено кај нас. И така останува прашањето отворено, а и ние, реков, имаме исто така коалиција против родовата идеологија, предничи нашата црква, манастирите и така, и кажувајќи колку е сето тоа погубно за човештвото. Во овој момент, не знам дали помина времето, веќе 16 минути зборувам, да бидам доследна на ветувањето. Ни останува нас сега да го изгледаме филмот, како тоа изгледа. Јас не знам дали овие луѓе што осудуваат и што фрлаат метафорично со дрвја и камења, а понекогаш Бога ми ги тепаат децата. Само момент. Дали дошле во
во допир со тие деца и да поразговарат. Деца, не мора да се деца. Нашиот Лоренс на 30 и кусур години главниот јунак во филмот доаѓа до такво едно чувство на нелагодност, на неудобност во собственото тело. И сега моралниот закон во нас, звезденото небо над нас, и се надевам дека сите ќе го прегрнеме Лоренс. Нема да му судиме за неговиот избор. Благодарам.